Значи рода од дека ни доаѓа, разбираш? Од сестра ми сум ги видел, сум кај сестра ми. Она какви информации ми кажа, што јас не сум сонил, не сум знаел ништо за тие информации. Разбираш? А она века, значи она немаше време да ми кажува. Јас немак време она да ми кажува. Разбираш? Многу бе, тихи, многу бе фамилија голема ние сме били. Многу јака фамилија. Сега она ми кажува Нурџиеви, значи ние фајкаме трите соја. Преку преданија знаеме за нашите фамилии. Немаме пишен документ, ама сме имали. Значи ние имаме за нашата фамилија пишани документи, сме имали. Со слики, со се сме имали. Ама што се случило? Кога нашата куќа горела, се запалила, некако на некој начин, што било, како било, тоа не го знам. И не ме интересира, не ме не гајле. Значи има изгорно многу документација. Татко ми беше многу паметен човек. Имаше повеќе занаати и беше книжар. Беше голем патриот за македонската кауза. Има лежено во наше време од нашите предавници Лазар Холишевски и од Мара Минанова, Воанчо Фончев, крвниците струмички предавници, велепредавници. Тие го имат исклеветено дека мојот татко бил работел за Русија и бил сталинист. Нема врска. Тој секој пат бил патриот за мајка Македонија. Многу души кажуваат дека бил ВМРО-ец. Па ВМРО не случајно е формирана како македонска внатрешна македонска револуционарна организација. Тоа е обединување на македонскиот народ. ВМРО не само што е организација, него ВМРО е народната волја. Ама кој е ВМРО? Правите патриоти. Од секогаш во ВМРО имало душмани, предавници, велепредавници. Ама јадрото на македонскиот народ и на патриотизмот е формирано од многу верни чеда Божи, што верувале на Христа Бога и на мајка Македонија. Ама меѓу нив имало и предавници, како и до ден денес што има. Сегашната партија што ја води, сега членството што ја води. И од возобновувањето на македонска држава од 1990 година. ВМРО ја презеде власта. Не случајно не е кажано дека тие се предавници. До ден денес водачите на ВМРО нон-стоп се предавници. Нека ми каже некој, нека дојде да каже, не бе, во тоа време беа водачите, ете, да кажем од Лјупчо до Никола и сега тој Мицо. Тие се предавници на македонскиот народ. Работеле за Македонија во одреден период. Ете, Лјупчо можем да кажем, до војната работеше за Македонија. Од кога ја даде власта на Груевски, тој се повлече и стана богорофил. Што е работата? Значи тој од секогаш го имал богорофилството внатре во душата. Односно и не бил богорофил, тој бил предавник едноставно. Тој е предавник на македонската нација, на мајка, на нашата мајка Света Божја Македонија. И по него Груевија ја го градеше Скопје, ја градеше Македонија. Ама тие околу него бандитите ја уништуваа Македонија. И сега што треба да направиме? Тој е патриот или тој го намести на Мицо? Зошто тој не намести другите патриоти, не ги намести? Стоп, само пауза, 2 секунди. Седнуваме. Каза се Сам ти кај си за патриотите. Значи, не е, јас многу души ќе кажат, јас сум патриот. Не си патриот. Јас му викам, не си патриот. Како не сум патриот? Јас сум патриот, јас сакам Македонија. Ти ако сакаш Македонија, нема да излезеш на референдум. Ќе седаш и нема да излезеш. Што е референдум? Тоа е натурено. Тоа е уништување на македонската нација, на идентитетот. Уништување на македонската историја. Јазикот ни се зима. Писмото ни се зима. Значи, што е македонизмот? Тоа е сршта на светот. Преку Македонија се постана. Господ ја создаде Македонија, преку Македонија се постане. Сите нации постане од Македонија. Македонскиот јазик е сршта на сите јазици во светот. Тоа е темелот. И сега тие сакат да го уништат македонскиот јазик. Значи, со уништување на македонскиот јазик, на македонското име, идентитетот, ние не постоиме. Ќе бидеме вештачка творевина од 2018 година.
и цела история која ќе ти земат, значи не постоиш како народ. И тој ќе ми каже, тој бил патриот македонец. Не си патриот, никој пат не би да бидеш македонец. Ако излезеш на референдум, значи ти не си. Ама ние треба да излеземе, да им покажеме дека ние не бе, таа власт сега шо е? Тука, таа власт е предавничка власт. Тоа е насила натурена власт. Шиптерите на нас да ни владеат. Слобода на јазикот, вика. Ти вика го загрозуваш, слободата на јазикот. Не ти е срамно, викам. Слободата на јазикот е да си кажеш што мислиш, а не да те стопират и да те казнуват. 1000 пати ми се заканија до кај бе во Перт. Ке те затворат, ке те малтретират. И му викам, нека ме затворат. Господ нема да ме даде. Мене Господ ме чува. И така е до ден денеска. Така е. Амин. Господ ме чува. Алилуја на Христа Бога. Ми се јавуваат од Шведска. Викам, Мите, уште си жив бе. Викам, жив и здрав. Господ ми дава сила. Не ни ке те затвара. Викам, не знам, прашај го Господ. Амин. Питајте го Исус Христос. Питајте го на мојот Свети Дух што ме чува ден и вечер. Он ми е другар. Јас викам, он ми е другар на мене, уште од раѓане. Уште од утробата на мојата мајка, тој бее над мене да се родам и да ме уче што треба да правам. И до ден денеска ме уче. Какви видувања, какви убавини, какви откровенија. Секој ден може да добие откровение, ама треба да му се боле правилно. Не е само да ја кажеш молитвата на Оче наш, не само тоа. Молитви, илјадници. Прави си мобет со Бога. Нас не учат, оти ние треба да клечеме на колена и да се молиме на Бога. Или да стоиме прави како свеќе и да се молиме на Бога. Ами, некој што не може да стои право, ами некој што не може да клече. Се е искушение и на тоа има лек. Ке се молиш на Бога и ќе оздравееш. Ама правилно треба да се молиш на Бога. Господи, помогни ми. Мене ми треба да јас бидам здрав. Зошто не бидам здрав? Па нели сакаш царството на небесото да го слегнеме од небото на земјата? Па и тоа е здравието. Кој на небото е болен? Нека ми кажат, ни еден нема на небото болен. Тие ангелски чинови, тој народ што е на небото, во Божјото царство, во рајот на небото. Кој е болен? Никој не е болен. Христос ги собера сите болести и сите гревови тука на крстот. Една капка крв, тоа сите гревови ги собира од целиот свет. Толку е света неговата, света и, како се вика, света. Значи, неговата светост. Една капка крв, сите гревови ги собира. Тоа значи, кој во него верува и кој ја зима небесните безсмртни тајни, тој треба да ги зима. Шо е тоа? Причеста. Народот сака да биде здрав, а причест не зима. Како сега? Господ рече во тајната вечера, земете и јадете, ова е моето тело, кој се прекршува за вас и за мнозина. Сите го јадат за шо? Вика, за прочитување на... Не, за... Телото е за уништување на болестите. Значи да нема болест. Јадаш и вика... А крвта Христова, земете, пиете од неја, ова е крвта на новиот завет. За прошка на сите гревови, за вечен живот. За животот кој? За овој. Значи, тоа е. Царството небесно да слегнеме на земјата за живот, за вечен живот. Така е, даскале? Така е, сине. Така е. Значи, ние треба да правилно веруваме во Бога. Да правилно се молиме. Да правилно ја примаме Христовата љубов. И правилно ја распоредуваме на другите Христовата љубов. Да го ширеме Христовото име, рисијанството наше пресвето. Некој вика христијанство, јас го викам рисијанство. Некој вика Христо, нека вика Христо, тоа е хата е уфрлена, за да го поремете нашата божественост, нашата поврзаност со Бога. Ние сме рисијани од секој пат били. Ние името Ристо го имаме, на секој второ, трето име е Ристо го имаме. Кој во светот има повеќе од нашето име Ристо? Од Божјото име на Христос, на Исус Христос. Кој е? Кој? Во кој народ? Во никој народ. Ние имаме име Ицо. Кој е името Ицо? Што потекнува од името Христо. Ни еден народ во светот го нема името Ицо. Ние го имаме македонците. Зошто? Бидејќи тоа е Христовото име. Така е. Така е. Тоа е моје обидување. Секој си има своје обидување. Значи, народот, од светот народот, сакат да го обезглават македонскиот народ, да го уништат македонизмот, за да тие дојдат на наше име, за да тие ни земат нашите историите и тие да оземат поврзувањето со Христа Бога, со Пресветото Тројство.
Па не бива. Значи тие треба да дојдат прво да ни клекнат на колена, да ни ги бацат тука нозичките и раците и да барат прошка од нас македонците, бидејќи тие се излезли од нас. Тоа е отпадок. Ние сме светта нација. Ние сме спасителната нација. Ние сме народ Божи, што Господ ни создаде како спасителен народ. И така ќе биде докај не дојде Господ. Тие сака да не уништат, не може да уништат. Може ли нешто вечно да се униште? Не може. Ние сме вечни во името на Христа Бога. Ние сме вечни во името на нашиот Татко Небесен. Ние сме вечни во името на нашиот Свет Дух. Отец, Син и Свети Дух. Сега секој вечно викај амин. Тоа е нашто македонско. И за тоа не може да ни го земат. Имињата. Читам во едно предание, вика името Димитар. Јас многу си ја сакам моето име, Димитар. Ме викат Мите, отим сака да ме викат Мите. Нека ме викат Мите, од малечко ме викат Мите. Кој знаеш имиња, значи ги скртуват имињата. Димитар. Вика од каде е дојден Димитар? И читам кога нашиот Татко Небесен на некој си пред 3,5-4,000 години, некој Димитар, вика му го ставил името Димитар, рајското Божјо име. Пред 4,000 години датира името Димитар. Значи, вика, името дојде од рајот. Како им ставаше Христос имења на учениците? Од Савле Павле. Од некое друго име. Значи, од Савле Павле. Тој му стави име рајско. Му стави. Од рајот. Значи, сите имења, македонските свети имења се од рајот донесени. А тие од падниците, од Георги Џон. Од Георги Џорџ. Па Џорџ и Џон и Георги не е исто. Тоа е Георги. По нашо, по македонско Георги, по Божјо Георги. Значи Божите имења, значи со нашите имења се покажува колку ние сме поврзани со Бога. Тоа е моје убедување. Моје откровење. Не значи оти за тебе ќе биде исто или за Даскал. Ама за Даскал тоа е исто. Бидејќи тој мене повеќе од 50% ми објасни за тие работи. И тоа свети духовниот јазик ми дојде баш од него. Тој мене ме благослови и почна да го кажувам тој свети духовен јазик. Така ли е, Даскале? Урахмар манмана, мунанка, мунанушка, шира или лашка. Значи тоа Господ знае. Мене ми викат, многу души јас ќе им напишам на интернет, нешто ќе му напишам. И вика, може ли таа цела молитва да ми ја напишеш? Ти се молам, многу сакам да ја знам, а да ми ја напишеш. Викам, ќе ти ја напишам, нема проблем. Кога можам да почнам? Вика, сега можеш да ми ја пишеш. Добро. И јас ќе му напишам 5-6 реченици. Вика, таа е, не викам, тоа е дел. Колку дел? Ми не знам, може би од 100%, 0,0,0,0,1. Вика, се шалиш. Не бе, не се шалим, викам. Духовната молитва не се пише, викам, на книга. Таа ти доаѓа од Бога. Господ ти ја офрлува. И ние ја знаеме. Ама, сега јас имам разберено дека има луѓе што ја знаат, што ја осеќат. И знаат кога Господ ти пуштува објаснување во мислите. Што значи тоа? И јас го верувам тога. Значи, јас уште не сум дојден до тој степен, ама ќе дојдам. Бидејќи се молам на Христа Бога, го сакам, го љубам мојот Господ. Моето секој втор збор е Исус. Господ, Христос. Секој втор збор е Свети Дух. Во сите молитви што употребувам Свети Дух. Значи, Пресвет Тројство животворно живее во мене. Многу луѓе викат и во мене и во многу народ живее. Треба да го повикаш. Многу луѓе викат како може ти 24 сата? Вика, на нас ни паламудаш ли, вика тука, 24 сата говори. Да бе, го викам 24 сата. Ама, пред да почнам свет духовната молитва да ја кажувам, молитвата до Свети Дух, пред да почнам да ја кажувам, јас со нашиот разберлив македонски јазик 24 сата се молив. И сега нема да ја кажам особата од нашата фамилија, не да ја кажам, да не падне во искушение. Ми вика, зошто ми го троваш, вика, сино? Ти мојот син го троваш, вика, 24 сата дека се молиш. Не ти е срамно, вика? Ти не си толку чист да се молиш, вика, 24 сата. Господ да пребива во тебе 24 сата. Викам, а од дека па ти знаеш јас колку сум чист. Јас не знам колку сум чист. Јас знам сум чист, ама јас не знам колку сум чист. Господ знае. Мојот Господ сака ни Исус, он знае јас колку сум чист. Па ако ти можеш, пример, некој вика, ако можеш да се излечам, оти ти не се излечиш прво, ете колено те болет. Па мене ме болет. Това не значи ότι јас не можам да те излечам тебе. Ако Господ сака, јас можам да те излечам. Таа е Божја воља, не е моја воља.
Ама ќе дојде ден кога јас самиот ќе се лечам. Зошто? Бидејќи Светиот Дух кога ќе помине, кога ќе влезе, тој е во мене, тој сега е во мене. Ама со молитвите, животворната вода ја добивам тука, како што вика во казанот. И кога ќе почне веќе да извира од мене, тогаш самата на помислата народот се лечи или секоја желба што ја сакаш, тоа ја добиваш. 13-та година. Втората Балканска војна почнува. Нашето село не паѓа. Дедо ми поп со многу народ, војска, не знам колку, со 16 комити, со 16 војводи, влева прв во селото, во Солун. Како ослободител под четите на Јане Сандански. Прв влева. Многу народ. Еден дедонаќа ми кажуваше дека наша војска македонска имала повеќе од 200.000. Македонска рисијанска војска. Тие се сие ангелски чинови, тие се ангелска војска. На нас не победи. Кој не победи на нас? На нас не победи, англо-французство не победи, австро-унгарците не победи, со допуштение на Русија да не расподелят. Од секој пат сме имали душмане у нашето христијанство, у нашето православие. Они не победи. Нас не победи Турција, нас не победи една моćна Грција или Србија или Бугарија или новоформираната Албанија, Шиптаре. Нас не победи, големите сили не победи. Како после подоцна што беше борбата на Вичо. Нас не победи Грција, не победи и нивните авиони со осиромаштен ураниум се фрлели и стапалени 40.000 борци, 20.000 борци на Вичо. Значи нас големите сили не победиле. Со наоружање, ама не со срце. Бидејќи еден на 100 души ги победувал. Тоа е македонскиот народ. Тоа е нашата фаланга до ден денеска. Нашите шкорпиони, нашите лавови, нашите борци за мајка Македонија. Што вика еден голем руски генерал. Го читах на интернет. Вика, кога вика шкорпионите, ако на шкорпионите и на кои други се во нашата армија? Не лавови, не. На шкорпионите и на волци. Кој? Волци има во војската. Сега не знам, не ме текнува. Значи на тие две единици, ако им се даде наоружање, војна на Америка ќе објават. Бидејќи нашите шкорпиони, кога отидоа во Афганистан, ги спаси американците, ги наредија сите со златни медали. Колку беа таму, 150 души. Ги спаси американците. Ако не беа македонските шкорпиони, немаше да бидат, ќе беа убиени тие американски војски. И вика, за тоа вика, црвените беретки се слаби за нашите шкорпиони. Зошто? Бидејќи нашите синови македонски се борат во името на Христа Бога. Ја бранат мајка Македонија. Зошто? Бидејќи мајка Македонија е првата земја на светот. Света земја Божја Македонија. Првата земја создадено и така ќе биде. Никој не може да не победе. Имам уште многу работи да кажувам за нашата историја, за Дедото поп. Како 23-та година го фајкат, 14-та година го остават, Сандански го положува на оружањето, поп вика не е на оружање тука, не го положува на оружањето, не го дава на оружањето, не им верува на тие зверове, дека не им верува на Бугарто, не верува на никој, дека Македонија ќе биде слободна земја. Значи он не поверува, а Сандански поверувал. Го оставил на оружањето, а после он пак го зема на оружањето и пак се боре со нашите чети, со нашите војводи. Од после, кога го утепот Сандански, тогај веќе серските војводи настапуваат. Значи, серските војводи, кои биле се, јас мислах од Серс. А педа по педа чистеле етнички, чистеле. Мелеле тоа, кој може да уништи, да ништи. Педа по педа прави. Зашо не можеле да победат македонскиот народ и зашо турците многу га сакале македонската земја? Бидејќи центар на светот. Това е центар на светот. Преку Македонија, не било това, нели што вика Балкански полуостров. Македонски полуостров. Од Македонија излезеле, што вика еден дедо, кога го сретнале 23-та година, дедо некој, го сретнале некој, како се вика, некој борец
Македонија, сега не читах, не ми текнува. И му вика, дедо, што ќе ни кажеш, вика, за ситуацијата? И он вика, што да ти кажем, чедо, вика, некои, вика, маленки држави сакат да ни ги распарчат Македонија. Некои маленки држави. Он, Грција, вика, Грција, Србија и Бугарија, некои маленки држави, ново формирани државички, сакат да ни ги распарчат Македонија, вика. Што сте, вика, ви? Ние сме македонци, што можеме да биде? Ние сме, вика, рисијанско население, македонци. Нас Господ, вика, не создаде, Господ не воде. Делото е, тама во некоја планина го најделя. Тоа е тоа. И таа е таа правата вистина. Јас кога почнах јас да горам за Македонија, во Австралија кога дојдех. Јас кога имах дома Ангело Божи и мојот учител, мојот професор го имах дома, јас против него контра одах. Ќе даде Господ да имаме повеќе време да седнеме без време ограничување од саба или како ќе идат моме да ги уснимам цело време. Така треба. Да. Вака кога сме кратко сега. Од саба до вечер. Ама еве. Ќе искажеме. Фала му на Бога, сега имаме една база почетна приказна. Ова не го знаат. Ама јас одах шетак горе доле. Духовното е едно, тоа е исто шокантно за луѓето овде, посебно за православна екипа е шокантно е ова. Да, ама не требаше да шетам. Али ова за Гоце Делчев е исто така шокантно, ти не го знаат. Ништо, за Гоце Делчев не сум кажал убиството. Јас не сум кажал Гоце Делчев како ќе соберно, значи делото Попе соберал, да кажеме 30-40 канти злато. Лично соберал од неговото население од околината. Се соберни 100 канти злато. Какви биле тие канти? Од Шарлан. Тата вика од Шарлан. Шарлан, од Зајтин. Да. Пани солири собирали од населението за наоружање, за да купат наоружање од Русија или Руманија. Така било. И така е бидело. Ги дава парта на како на Даме Груев. Па тоа е како што давале десеток во црквата, ова го давале за да се обстане. Тоа не го краделе они, не го давале за народот. Тоа значи можеш да вложиш во нешто. И тој го зема златото и треба да купа наоружање. Поминуваат месеци. И до Гоце на патот за Баница поминува преку Солун. И се сретнува со Даме Груев, негов и најдобар другар. Они од деца од 18 години биле другари. Поминува тамо и го питува што стана на вооружањето. И он му вика, оште не е земано, и дедо му вика, дек са парте. Он вика, тук са парте, не са кири, вика, Гоце. Ама ме брат вика, у мене ли немаш поврење? И го гушка. И му вика, ако немах поврење, немаше да ти го дадам, да ти го дадам таа задача. И он влева 3-4 пати, сака да го утепа. Никак не може, нема храброст да го утепа. Нема храброст да извади пишоло да пука у него. Кој кого? Даме Груев на дедо Гоце Делчев. 3-4 пати влева сака да го утепа, не може да го утепа, нема да душа да го утепа, разбираш ли? Си вика, знаел ти дедо Гоце Делчев, ќе го хване главата, ќе му ги измакне како това. Бил многу јак, не бил многу висок, ама бил многу јак, бил многу цврст, бил многу верен на Бога. Приказни ми расправа са дедо Гоце Делчев поидел со кај ги викат со Мистон и така натаму. Абе нема врска Мистон, од после излезе. После од загинувањето на Гоце Делчев. Тие са приказни, ја гледаш какви приказни владат.